Добро вечер, емисија отворена за петок. По две недели ме гледате мене повторно. Се надам дека денеска ќе го задржиме вашето внимание со оглед на тоа што имаме интересен гостин во студиото. Се уште со камерата не гледате, меѓутоа верувам дека ова што ќе го кажеме вечерва ќе биде значајно не само за вас како граѓани, туку и за политичкото милје во градот. Зошто сакам да ја следите оваа емисија? Затоа што емисијата ќе понуди нов квалитет, нешто што досега не е видено на овие простори, барем бидејќи има содржина и суштина. Суштината е таа дека сите сме еднакви во градот, во земјата, во државата Република Македонија, и таа ни е заедничка на сите. И сите имаме интерес да преживееме добро. Со мене вечерва градоначалникот Митко Јанчев. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Одлични. Благодарам за поканата во емисијата. Повод за вашето гостување 100 дена отчет. Неодамна, ова недела имавте отчет јавен, објавен во многу медиуми, во кавадаречките медиуми поинтензивно. Добро ли се презентиравте пред јавноста? Со оглед на изминативе 100 дена, после изборно, од овој втор добиен мандат, и јавно се благодарам на граѓаните за масовната поддршка која што имавме на локалните избори. Изминативе 100 дена, континуитетот го продолживме. Тој континуитет значи продолжување на инфраструктурната, комуналната, урбаничната изградба, подигање на стандардот и се она што тековно го ние со програма изборна промовиравме, да можеме да бидеме насочени 99% она што го ветуваме пред граѓаните, да може да го исполниме. Настапивте транспарентно и овие денови кога го дадовте отчетот, меѓутоа веднаш наидовме на контрааргументи од спротивната партија. Меѓутоа тоа не сакам сега веднаш на почетокот да го елаборираме, ниту да ме прашам за тоа. Сакам да кажете дали продолжувате за комуналните капитални објекти? Значи, општина Кавалаци, јас како градоначалник, заедно со мојата изборна програма, со советниците, со ВМРО ДПМН, ќе продолжам само по единствен пат. А тоа е патот кон успехот, патот кон Кавалаци на прво место. Добре. И патот кон транспарентност, отчетност и подигање на нивото на животот на нашите сограѓани. Тоа значи од секоја рурална средина па до централното градско подрачје. Се она што ги имавме програмата пред граѓаните, како ветување и презентација наша, заедно со советниците, јас гарантирам дека во овие 4 години, а мислам дека и многу побрзо ќе биде изненадување за завршување на изборната програма. Знаете, кога во политиката се промовираш за прв пат, е многу потешко да бидиш покажан или да се докажеш и да допреш до луѓето. Јас имав една предност за тоа што првиот мандат сработивме многу. Програмата е завршена. 90% од тоа што го ветивте го сработивте. Програмата е завршена за 2-2,5 години. Така. И од почнатите проекти кои ќе имаат континуитет се во новата програма, а и нормално и новите проекти кои ќе отпочнат со новата програма. Така да полесно беше да се презентираме пред граѓаните. Благодарение на тоа имаме добар совет. Советот е добар како совет. Меѓутоа имаме мнозинство и од ВМРО ДПМН, каде што нема да имаме обструкции во делот на транспарентноста, отчетноста и изградбата на програмата која што да вградиме во инфраструктура, во граѓаните. За жал различно е од претходниот совет и овој совет, Социјалдемократскиот совет, Сојуз како партија и нивните 5 пратеници се деструктивно насочени и се критички насочени кон секоја една ситуација. Ако земеме тоа го преточиме кон она што го проповедаат и го укажуваат како социјалдемократи, дека ВМРО ДПМН е тоа кое што обструира на централно ниво, за жал не е така. Ева, вистината во Кавадарци е дека Социјалдемократскиот сојуз конкретно обструира и деградира и навредува на секоја една постапка и барајќи начин за да изнајди како тоа да го омаловажи. Дали е тоа преточено во ароганција од премалку добиените гласови на локалните избори 4300 за советници,
кој што стварно е многу малка, и јас ги жалам во тој поглед, али не треба тоа да премине во фрустрација, него треба напротив да премине во една ситуација каде што се преиспитат сами себе, да видат зошто граѓаните не ги поддржаа и не ги поддржуваат во нивните ставови. Имате повод да бидат фрустрирани? Апсолутно не. Мислам од ваша страна. Апсолутно не, тие се само така пред камери, тие се само така пред совет, пред јавноста. Не го мислат и они тоа што го зборуваат. Јас сум убеден во таа работа од различни ситуации, меѓутоа мора да го презентираат како такво, затоа што е таква генералната политика. Еве само ќе анализирам последниот настан, еве Свети Трифон. Тиквишијата е срцето на Тиквишијата Кавадарци. Лозарството, така. Лозарството. Кога имаше еден повод, Лозарство, Свети Трифон, значи тие почнаа прво од напажањето на програмата за Свети Трифон. Зошто да има програма? Па зошто да се потрошиле символични средства? Значи кај нив 1 денар и 100 денари да ставиш програмата ќе биде критикувана. Апсолутно неаргументирано. Али тоа е, пак ќе кажем, став. Нивен кој што веројатно они се смеја на некои други, али по нив дојде цела смеа. Ситуацијата е таква затоа што деградирањето на настанот и дефокусацијата на луѓето, поготово централната власт, одењето на видните и највисоките луѓе по перифериските делови од Тиквишијата и одењето по војнарски визби приватни, а не дружба со народот и не дружба со луѓето, дојде до тоа што дојде. Има ли покрај највисоките представници по СДСМ дојдат во Кавадарци? е од Сенкеш домачинска општина. Добро. Сите чинители на општеството, вклучувајќи и централна власт, и пратеници, и премиер, и председател, и министри, имаа навремено соодветна покана доставено и по пошта, и по имейл. А ви дојде за министерот за локална самоуправа? Министерот за локална самоуправа, да, беше присутен на настанот, кој што, ете, вајде по властување на владата. Меѓутоа, мене ми е жал што од тој момент ја можам да видам некоја поделба. Да разбирам. Да, мислам дека и народот ја види таа поделба и таа фрустрација поделба. Тука сакам само едно да доловам да кажам дека јас како Митко Јанчев и мојата партија како ВМРО-ДПМН, поготово општински комитет Кавадарци, таа поделба нема да ја прифатиме. Ние ќе работиме отчетно, транспарентно за народот и во делот на жителите на општина Кавадарци. Значи нема да има препукување така, нема да подлегнете на препукување. Нема да подлегнеме, значи на безидејност, на безкреативност, на критика, на злоба, на гнев да подлегнеме. Тоа е за нас катастрофата. Ке бркате ли директори од СДСМ од работа? Гледайте, тоа е многу уговарана тема. Да, многу често се нашата партија е многу понародна партија и нашата партија знае да го цене доброто и знае да ги цене луѓето. Беше очекувано кога доби мнозинство ВМРО-ДПМН да ние отпуштиме, не знам, голем дел од вработените кои што се со договора немаат трајно вработување. Да, тие најлесно може да се. Дали било по јавни институции, дали било по јавни предпријатија, во образовен систем или било каде да ги едноставно да не им ги продолжиме договорите. Не, нема да го видат тоа. Напротив, секој еден кој ќе има основано работен однос, ќе си продолжи да си работи, нормално според обврските и неговите одговорности према институцијата, а секој еден кој што нема да си брка, кажано, својата работа, ќе си има последици од соодветната личност, а тоа е неговиот управител или раководител. Значи, Митко Јанчев и ВМРО-ДПМН нема да посегне по нечии си животни судбини и да решава животни судбини, партиски и политички. Не, напротив, ние сме партија со народот и тоа го докажавме со 15.300 гласа за градоначалник и кажавме дека и народот е со нас. Сега ми одговорите малку и на прашањето што мислите или кој е вашиот став за обвинувањето на премиерот на Република Македонија за градоначалниците на ВМРО-ДПМН. Кога тој ги критикуваше за нивната работа. Тој критикува, вика, ја не сум задоволен од градоначалниците воопшто. Значи, ве праша ли вас дали... Јас со него не сум имал лична комуникација до сега, како премиер. Неколку пати беше поканет на ЗЕЛАС, не присуствуваше за проблемите кои се соочуваат општините. Баш имате проблеми? Многу е паушална изјавата и
така да речем, не соодветна од премиерот, кој што тој е сепак премиер на цела држава. За да кажете дека не е задоволен од градоначалниците, јас тука како колеги градоначалници сите, без разлика кој од која партија доаѓа независен, па скоро сите се познаваме лично, преку с комуникација и сите работи или по приватни цели. Не можам да дозволам и да оправдам таа изјава со укажување дека не е задоволен од работењето на градоначалниците. Оние што дојдоа прв пат градоначалници сега, за 60 дена или 90 дена да го осудуваш дека не бил задоволен некој или задоволен од работењето е неосновано обвинување. Оние кои што имаат континуитет од претходно и сега, ги имаат и отчетите со програмите. Така да мислам дека извршната власт најмалку треба да се меша во локалната власт. Локалната власт се бира на непосредни избори, граѓанството, граѓаните ги бираат градоначалниците и граѓаните ќе кажат колку се задоволни од граѓаните, од градоначалникот и дали не се задоволни. Така да премиерот мислам дека не е компетентен да каже дали е задоволен од градоначалниците. Единствено, да не биде совет него, тој може да си каже дали е задоволен од неговите министри, од неговата програма, од неговите пратеници и составот на владата и од извршувањето на буџетот кој што го располагаат. Очекувате ли да имате соработка со владата на Македонија? Гледе, со владата како влада мора да има соработка. Бидејќи многу проекти ви се мора да има соработка, и тоа е заеднички интерес пред се на жителите на општина Кавадарци и на Република Македонија. Вкупно. Обструкциите се делумно се гледаат. Значи не давањето на согласност за вработување, каснењето на делумно на блок дотациите. Гледате пратениците излегуваат од една политичка партија кои кажуваат ние централна власт направивме тоа и тоа. Нема вие ние. Парите се заеднички. Кавадарци е второ по економијата во Република Македонија, второ по БДП. Ние го полниме буџетот, ние сме легитимни за да си бараме назад проекти. Владата е таа која што треба да ги удоволе граѓаните. Апсолутно тој буџет кој што има владата за капитални инвестиции не може да биде насочен на социјалдемократски сојуз или на ВМРО-ДПМН. Успешноста е во менаџирањето. Менаџирањето е локално и централно. Ниту една влада не може да направи ниту во една општина доколку нема соработка со локална самоуправа. Како што вие едноставно не ги отстранувате членовите на СДСМ, туку ги оставате и напротив соработувате со нив. Се што е добро и што можеме да произлечиме. Тоа е моје гледиште. Подобра пракса и практика. Да. Нормално ние како политика тоа го застапуваме и ќе го гарантираме тоа некако. Дали општински комитет на ВМРО-ДПМН го има овој став што вие го презентирате? Јас сум и член на општински комитет и често разговараме и во нашата партија, во нашата општински комитет, а и на централно ниво нема таква фрустрација и закрвување. Добро. Дај да направиме сега ова. Добро. Дај да го поместиме ова и не се занимаваме со таа работа. Туку со што? Ние се занимаваме со проекти. Ние се занимаваме со менаџирање и со транспарентно и отчетно трошење на граѓанските пари. А тоа е докажлива работа и видлива работа. И во нашиот отчет, и во отчет за 4 години во Кавадарци. И нашата програма која што имаме 21-25, здрави и живи со исполнувањето на програмата. Нашите општински комитети и нашите ситуации се во тоа како да направиме подобро и како да покажеме дека ова држава, ова општина, ова локална самоуправа може да функционира за подоброто на граѓаните. А возврат бараме само од граѓаните. Нашите членови кои што ги има општински комитет се 4-5 члена. Така. Кавадарци е 40.000 жители. Ние не можеме да се понашаме како да е наша општината и нигде ВМРО-ДПМН не се понаша така. Него секој ќе работи во интерес на граѓаните. Ова се крупни ваши заклучоци, анализи, веројатно ги имате добро воспоставено и во вашата работа и треба да ја веруваме во ова, а добро е да го слушнат ова и граѓаните. Гледај, верувањето во ова ќе биде само со единствена работа, а тоа се покаже на пракса. Така. Праксата покажува дека ВМРО-ДПМН и јас како градоначалник на локално ниво нема да наштетиме на никој. Апсолутно нема да наштетиме на никој, него напротив да го дигнеме нивото и да ги гарантираме добрите пракси. Што до 2025 година треба да очекуваат кавадарчани? Во една неодамнешна неофицијална средба рековте околу 1500 станови се градат во општина Кавадарци. Па да, тоа е кога тоа многу ме заинтересира. Во се очитот Кавадарци по донесување на генералниот план кој што е донесен во
2019. Така нешто во ваше време беше на почетокот? Во првиот мандат и подонесување на урбанистичките планови, како општина која што ресурс над 20 урбанистички планови. Се најде на мапата на најекспанзивни градови во делот на уредувањето и во делот на изградбата. Добро. Тоа ни дава за право за тоа што и невработеноста во Кавадац е 4-5%. Таа невработеност е на толку ниско ниво, на едно светско ниво. Во моментот Кавадаци се градат само повеќе од 1000 до 1200 стамбени единици станови колективни. Се градат и многу куќи. Меѓутоа не е само тоа. Имаме многу проширување во делот на индустријските зони. Две заинтересирани фабрики веќе разговараат со локалната самоуправа, со мене, со службите за Во Кавадац овде? Да, за инвестиции. Добро. Дел од постоечките фабрики разговараат за проширување на нивните постојни капацитети. Имаме сериозни разговори во делот на зелената енергија. Општина Кавадаци за 20 на дена од сега ќе ја пушти својата пета мини хидроцентрала при водоснабдителниот систем Лукар. ГП Комуналци. Да, ете таа мини хидроцентрала не е на владата, не е на мите, на граѓаните ќе биде. Вие во најголемата енергетска криза, кога сите патат струјата, ние пуштаме хидроцентрала со 250 киловата производство на час. Браво. Ние од негде 10 март отприлike ќе почнеме со поставување на 200 киловати фотопанели за производство на електрична енергија. На Витачево? Не, тоа ќе бидат на 10 јавни институции, општината, Дом на културата, основни и средни училишта. Тоа се покриви што возможуваат да се поставуваат панели. Проекти покриви кои што исполнуваат услови. Значи секоја институција ќе добие прилика по 20 киловати производство на електрична енергија во сонцеви зраци. Браво. Фотопанели, инвестиција на општина Кавадаци, креативна инвестиција, навремена инвестиција, да ги намалиме трошкови. За секогаш инвестиција која Тоа е благодетот кој ќе остане и кој ќе го користат кавадарчани. Вие сте повозрастени, се сеќате кога се направија првите 4 мини хидроцентрали, тоа беше 2002-2003. Многу скептика имаш тоа, да ви кажам. Апсолутно, тоа Имаше многу непријатели на таа работа. Имаше, тоа е во времето на Маријан Ѓорчев, кој што успеа да ги изменаџира и да ги направи. Сега дојде време после 15 години да направиме петта мини хидроцентрала и јавното Вие инсистирате на таа пет. Вие инсистирате вашата и во програмата си беше ставена и секаде. Инвестиција во право време, прав погодок. Јавното предпријатие Комуналец ќе произведува сега отприлike околу 1,2 мегавати електрична енергија на час. Тоа е многу солиден приход, а приходот кој ќе го зема јавното предпријатие Комуналец од производството на електричната енергија, покрај амортизацијата која што е миниатурна и минимална, сите средства што се вливаат, тоа е директен благодет на граѓаните. Кога ќе поставиме прашањето како е благодетот на граѓаните, е многу единствен и јасен. Општина Кавадаци плаќа, жителите на општина Кавадаци 18 денари или 18,5 по метар кубен вода. Добро. Велешани плаќаат 35 денари. Неготино 25, Струница 36. Значи тоа е директниот импакт од производството на енергијата која што продаваме како енергија, да може цената да биде на водоснабдувањето ниска. Тоа е благодарение на тоа направивме водоснабдителен систем во Дамниште, направивме на Ресавски залив. Сега се прави водоснабдителен систем Грант преку ТАФ програмата и преку влада од 650 евра во Брушан, 700 нови приклучици. Покомотно се работи во оваа сфера. Апсолутно. Гледате, значи изголемувањето на приклучиците нови во водоснабдителниот систем пред тоа не било пракса во општина Кавадац. Сега имаме 700 нови приклучици само во Брушани. Тоа е голема одговорност. И беше скапо порано на граѓаните. Скапо им беше. Сега со овие цени што ги викате. Па еден приклучок сега е 50 евра. Минимална цена. Цела плата требаше да се даде за приклучок за комунална. Значи само 50 евра е трошокот, инвестицијата наша е комплетна. Носиме тие викенд населби таму и луѓе кои што живеат веќе добијат водоснабдителен систем. Што биде со езерото, со Тиквешкото езеро, ќе го спасите ли? Моите последни информации се од Многу жестоко се боравте на јавните разговори. Жестоко се боревме и ќе се бориме, не сакам да го политизирам тоа, него напротив сакам да го кажам дека мора еднаш да сванат и да му биде јасно дека не смеа до таа кота да го испуштат езерото и покрај тоа што се во законската регулатива на котот. Ја тоа го споредив и го кажав неколку пати. Да, законот дозволува да паднеш до тоа минимално ниво. А зошто да паднеш?
Ама не можеш да паднеш. Не можеш да паднеш. Значи, тоа е тоа што го бараме. Јасно. Тај регулирате работите со поголема, односно со повисока кота. Да може да бидат задоволни и рибарите, и спортисти, и манастирскиот живот, и ловџи, и оние кои што живеат таму имат имот. Нема да му го обрзадувате имотот на луѓето. Кој сака да има викендица и и по цена на еден да. суфрит. Апсолутно не. Таму се правени инвестиции. Ние направивме многу добра анализа тука со целокупни инвестиции наши, целокупна вредност на имотот на граѓаните. Добро. Со целокупни идни инвестиции и тоа го елабориравме пред министрот и го пуштивме до влада. Значи со испуштањето на минимална кота на езерото тоа се обезвреднува и доаѓаме до еден колапс каде што во нашата држава имотот е за гарантирана работа. И мислам дека и од еколошка гледна точка и од било која гледна точка да го земите тој момент дека треба сериозно да реагираат. Мои последни информации се дека постепено ја дигаат. Добро. Во овој момент мислам дека ќе си остојат на договореното. Доколку не, ние ќе бареме и други алтернативи, правни, времени мерки или било што во делот како што се направени комисиите од сите сфери и од туризам и од екологија и сите засегнати странки да тоа го подигне на повисоко ниво. Што прави со големите најавени ваши инвестиции? Големите најавени инвестиции дел се отпочнати, дел се во фаза на проектирање и дел се на отпочнување. Јас со мене ја понесов и програмата 21-25 и би сакала да ги кажам капиталните инвестиции кои што ги ветувам пред граѓаните во делот на изборната кампања. Прво би сакала да кажам дека нашата програма имаше водечки принципи. Не знам колку луѓе тоа го приметија и го забележа. Водечките принципи ни беа почитување на правото и законот. Да разберам што сакате да кажете. Добро управување, партиципативност и декоративност во донесување на одлуките, транспарентност и оттечност, толерантност и недискриминација, финансиска стабилност и дисциплина, ефикасност на Што и да се работи во овие проекти, ова се категории. Ова се без тие предуслови нема шанса да бидат. кои што нема да отстапиме и како партија и како лоши. Добро. Капиталните инвестиции. Бесплатен оброк за секој дете. Од 1 септември наредна година го имплементираме тоа во буџет, го ставаме и почнуваме со бесплатен оброк за секој ученик од прво до пето. Добро. Во фаза на проектирање. Гасификацијата. Изградба на примерна гасифодна мрежа со должина од 16 км. Ги довршивме проектите, сме до фаза на градежна дозвола, имаме проект, изведен, основен проект, ревидиран за 16 км. Утре ќе имаме некој состанок, четврток, со директорот сега на МЕР, новиот, каде што инсистираме и ние, и големите наши компании, како ИГМ, Тиквеш, Ероника, Дрекстермаер и други, ќе имаме заеднички состанок да убрзаат гасификацијата до Кавадарци. Нас ни треба газ до Кавадарци, постоа Не е сега стигнато тука. Апсолутно не. Не е стигнат, така да тие подстаници не се направени, не е под притисок цевката и сакаме да... Можеме ли како струјите да направиме танкови со? Можеме, меѓутоа во моментот тоа не е атрактивно и струјата се соочува со исклучување на многу приклучици во делот на гасификацијата, пошто тој газ цената порасна негде за 3-4 пати. Стварно. Да. Така да од еколошката да. Покриен базен со спа центар во Лолуна. Да прочистивте просторот. Да чистене просторот, градежна дозвола издадена, Агенција за млади спорт треба да пристапи кон тендерирање и мислам дека е отпочна тендерот. Инвестицијата на владата и на Агенција за млади спорт треба да биде 17 милиона денари за базенот. Наша инвестиција ќе биде до усовршување на тој базен, односно доградба со спа центар и со други содржини. Добро. Со колку проценти учествуваме во тој објект? Па сигурно со 20 милиона, над тие 17 милиона ние ќе вложиме плюс земјиштето и плюс другите работи урбанизации и тоа што имаме. Добро. Изградба на 3D киносала, веќе сме проектирање, аплициравме на неколку амбасади, кај што сакаме да добиеме Тоа за долниот до плато, мислиме. Долните плато, во делот на Домот на култура, да добиеме 3D кино. Изградба за Биколница, Маренски уши, Дрекслер и Комерц Катуниште. Сетска работа. Заедно разговараме со Министерството, со нашите пратеници од Кавадаци, да сега распиши тендер Министерството за транспорт и врски за тоа што е регионален пат. Регионален, да. За изградба на, односно за
изготовка на проектна документација, односно основен Да проект. може да се конкурира, то апсолутно. Основниот проект него има 90 права, меѓутоа е по стари методи работен и застарен, мора да се направи нов проект. Основите ги имаме, меѓутоа треба да се Треба да се работи. Изработен на филтер постројка во водоснабдителен систем. Таа постројка заедно со СНСР со словенците 4,5 милиона евра со Тоа на 2,5 Лукари или милиона тука? евра. Тоа ќе биде негде кај хлорната станица. Добро. Ние имаме Навлезе тоа. најмногу проблеми, по изминатите 4 години ги поизбегнавме тие проблеми во делот на заматување на Така, водата. така. Претежно доаѓа од хумусна Лисија и проблематика, така натаму, добро. Лисија, земја и Да, така. обилни дождови, топење на снегот. И таа филтер постројка треба да се направи на Витачево во такви услови, а и во нормални услови ќе ја филтрира водата со таложење, да немаме заматување на водата. Разбирам. Сега го решаваме на еден примитивен начин. Баш така. Кога не доаѓа вода во водоснабдителен систем Заматена? во даден момент заматена, ние ја бајпасираме, не ја пуштаме во системот Системот? и во главните базенти, а тоа се неколку часа при овакви Така е. промена на температурата и така да за тоа 3 години немаме заматување на водата. Па немаме. Да. Доградба на спортска сала јасна. Проектот и проектната задача е завршена, урбанизацијата е во завршна фаза Што во ќе се прави таму? министерство. Поне столби позади што остана. Тука ќе направиме да имаме во долниот дел куглана, Добро. сала за гимнастичарите. Спортскиот дел го проширувате. Да, гимнастичка сала, куглана. Горниот дел може да остане да биде деловен простор, за да има и самата сала и спортски центар Да, некакви приходи функционално, за да биде така, независна. така е. И во катноста, во првиот кат, значи подрум призиме и првиот кат ќе бидат апартмани во делот Браво. на сместување на луѓе или спортисти, настани, пред околу 12 апартмани за сместување, пак со единствена цел да има економски исплатливост спортскиот Кој ќе го финансира овој проект? Општина Каваци. Општина Каваци ќе го финансира. Ќе имаме ли во пари за... Ќе кажеме за парите на крајот и ќе имаме пари, да. Добро. Изградба на Адреналински парк, тој ќе биде во градскиот парк, моторички парк, повеќе за дечиња, така од пониско ниво, меѓутоа за рекреација. Новиот граничен премин Мајден Пулјевац со Република Грција. Много крупен објект. очекувана работа, долго коментирана работа, ставена во Владата го поддржа на времето. Владата го поддржа. Мислам дека ќе си достанат до доследни зборот, на да. цела ситуација и на зборот, за да овозможиме тој регион да го развиеме. Со тоа мислам дека Кавадач ќе добие поголеми вредности и поголеми димензии. Многу поголеми. Апсолутно. Изградба на фотоволтаици за производство на струја на кожух план. Тоа е тоа. Општина Кавадац во моментот урбанизира парцели од 50 хектари, 50 хектари, 5 парцели по 10 мегавати. Тие чорат на продажба, на јавна аукција, каде што имат доста заинтересирани странки за производство на 50 мегавати електрична енергија во делот со фотопанели. Добро. Инвестиција не е околу 40 милиона евра. Тоа е крупна работа. Или приватна инвестиција, општина Кавадац како една општина ќе се впиши во делот на зелените општини со производство на 50 мегавати електрична. Заинтересираните страни од Македонија се или Од надвор? Македонија има и бизнис сектор заинтересирани, има и од надвор луѓе заинтересирани. Тоа се Убаво да се измеша на јавна капиталот. аукција, се знае кои се врските на општината, кои се придобивките, кои се врските на приватниот партнер. Браво. И мислам дека ќе биде добра инвестиција и благодет за општината. И финансиски, меѓутоа и еколошки. Точно и на време развој. доаѓа, точно на време. Енергетиката испадна најинтересна работа во моментот. Да. Ете сме проектирале, можеби Тоа е и визионерство, од да. визионерство, меѓутоа ете и, како да кажам, се погоди работата. Дом за старица. Тука заедно со Министерството за труд и социјална политика и со пензионерите во завршна фаза е урбанизацијата на тоа е веднаш над паркот новиот кој што го изградивме Кидо Крстев. Тука треба да се изгради тој дом, ќе биде кампус на домот. Значи ќе имаме отворен карактер, Повеќе содржини, добро? занимални, Добро. ќе имаме спортски објекти внатрешни, сали, ќе имаме кафетерија и дом за сместување на лица. Целта не е тие лица кои се сместени, а се витални да можат во дневните центри преку денот да се дружат заедно со другите пензионери. Да не се осетат одделени, дискриминирани, така да ќе биде прв дом кој ќе имаме и сместување и колективно отворен дневен карактер.
Да? Центар за лица со посебни потреби. Заглавена не работи во Министерство за здравство, имаше промена на министри и други работи. Очекуваме само од таму да ни потврдат, завршена. Вие се залагате за овие лица, за овие граѓани наши. Апсолутно, значи домот за Центар за лица со посебни потреби за мене е неопходна работа која што мора да се прави. Ако во моментот ние имаме деца околу 30-на со посебни потреби кои што ги изгрижуваме во една просторија импровизирана 10 години. Мислам тоа е жално. Жално за тоа што и од тие дечиња и од тие деца може да се извлечи максимумот. Максимумот можеби не е на ниво не знам кој, али било што да се извлечи. Таа хумана човечка димензија е многу значајна за здравите лица. За општеството. Нема ова да не сакам да го кажам, меѓутоа сега кога го спомнавме, пред 10 дена беа на мој трошок на фирмата деца со посебни потреби во Михајлова сместени исечени 5 дена или 7 дена. Така да тоа се моменти каде што мораме да соживуваме и да ги дигаме критериумите на повисоки нива. Тука ние ги имаме двете комбија за инвалидизирани. Да, вие вложите средства во тој дел. Лица со попреченост, дали во вид, дали во било која моторика. Од дома ги земате па ги носите. Апсолутно, и го користат како да, се задоволни. Да, задоволни на работа ги носат. И така натака. Поддршка на семејните винари, 3 милиона денари ветевски буџет, го ставивме во буџет, сега ќе аплицираат, ќе ги поддржиме. Тука се и невладиниот сектор со 3 милиона. Отворивме едната винотека. Отворен е музејот. Урегоживната винскиот сектор. Човече. Многу ме интересува тоа што семејните винари му се зголеми вредноста и луѓето допираат до тоа, до тие семејни винари, до дегустација на. Ма си го продаваат виното во кафеани пред надвор од кавадаци. Многу добра работа, бизнисот да живее. Тоа треба да се вложи уште повише. Да, треба. И чекор по чекор да стигнеме до правата цел. Секаде во светот регионалните мали или семејни винари се поатрактивни од било која комерцијална винарија. Винскиот музеј си придонесе со посетители, со наставни, со брошури, со пиар. Така да мислам дека имаме што да сработиме. Изградбена сценара за згрижување на бездомни учења. Тука морам да ги пофалам и луѓето од нашето здружение кое што го начело со Емилија, со Емилија, се многу агилни, ние почнавме со попишување на домашни миличиња, мислам дека има околу 1000 попишано. И таа бројка си расти. Попис се прави на попис се регистрираат, се сликаат за утре да знаеме собственик, да го медитираме, да има бројче. Кастрацијата да нивото на кастрирање да го зголемиме, нивото на згрижување и овој стационар да биде во функција на таа нивна потреба. Денеска се навршува точно една година од таа средба на која се заложивте сите и вие како општина. Таа средба беше многу масова. И доста задоволни овие собствениците. Тука исто имаме изградби на 2 паркови за миличи. Фино. Да. Тоа во програмата го имате ставено за детски паркови? Тендерирано е сега брзо у детските паркови ги има. Таков не постои во Кавадаци досега? Нема. И изградбата на трговски центар кој што го кажувавме, дупот е донесен како детален план, инвеститор си е веќе во завршна фаза со проектирањето и очекувам за 2 до 3 месеци да се почне да се гради тој трговски центар. Тоа се работи вака кој што капитал инвестиции кажавме. Во меѓувреме само би спомнал уште отпочнати работи кои што се работат, тоа е брушени водоводот во село Возаци, колекторскиот систем за прв пат прави колектор во село Возаци, патот Дреново Кавадарци. Комплетна реконструкција, мисля дека излезуваче градба промет се работи. Комплетно асфалтирање од над Чемерско до Бокула и во Бокула, и во Бокула во самото село. Пешка патека до Марена, Глижиш Марена, велосипедска пешка патека да ги направиме. На тие 2 километра, пошто е многу ризично. Пешка патека до Дрекстремајер, таму има 5000 вработени, некој може пешки да оде, некој со велосипед. Ќе биде осветлена како што е до Моклиште и било каде. Во село Сопот имаме асфалтирање, имавме доизградба на таму улици, водовод ставивте нов. И морам да потенцирам да кажам дека заедно со Министерството за образование, со наши апликации и проекти, ние речиси да нема училиште што не го изреновиравме.
Возраци се реновира училишто, Сопот се реновира, Страшо Пинџуркава се реновира, Ваче го реновиравме, спортната сала во Ваче при крај. Средното шумарско. Средното шумарско, сега доби грант преку КВФ, германска банка за поддршка на Република Германија, индустријско училиште од 580 евра. Голема пара. Да, 580 евра за купување на опрема, на CNC машини, на Го чувува целиот долен дел на... Јас сум тука задоволен и нашите училишта више доликуваат на Не личат на старите училишта, не можеш да ги познаеш. Осветлени со целокупна и опрема, меѓутоа и инфраструктура направена. И морам да ги спомнам и во делот на спортот. Во делот на спортот по реновирањето на фудбалерското, одnosno игралиште кои што ги имаме на Тикве за фудбалерите, со дренажи, травник, сега се догради и трибината преку ФФМ, одиме со ретивизирање комплетно на сите фудбалски игралишта. Тоа е Сопот, Добро. Глишич, Добро. Јасмин, Ваташа, Возраци и Дрено. Браво. Комплетно и Глишич го испуштив. Сите фудбалски игралишта ќе ги ретивизираме. Комплетно, со систем за наводнување, со нова трава, со делумна дренажа и со затравување и одржување идно. Затоа што сами знаете дека тоа бара многу нега. Спортски објекти како спортски собликувални во Сопот ја пуштивме. Ги забораваме многу проекти и не ги споменав во очтот и не ги кажав, за да не оптеретувам пред се, али во пишана форма ставени и испечатени ги има, кој сака да чита, кој знае, така да мислам дека оние бели страници кои што ги врте некои не се баш бели. Имаме два прволигаши или суперлигаши. Фудбалот и ракометот. Ке поттикнеме некој друг спорт да не се развива толку многу? Кошарката да не забраваме. Да, три. Кошарката имаме, фудбал ги има, ракометот ги имаме, джудото сме добри. Каква да си е спортски град? И во тенисот не сме лоши, во малиот фудбал исто. Мислам дека спортот тука си зема една И затоа вложувате во спортот. Добра димензија си зема, а тие 12 до 13 милиона денари кои ќе ги дава општината како поддршка за спортот во овие изминалите 4 години и во ова нареден мандат што ги имаме и веќе ги имаме како буџет, си дадоа плод своји за да се дигнати младинските школи, да се дигнати прволигашките карактери на фудбалите и на другите спортови. Тука ќе ни биде пред се изградбата на спортски сали. Така. Значи Сопот, Марена, Глишич, Ваче Ваче го завршуваме. Завршена Глишич, Возраци и Дреново ќе добијат спортски сали. Може би нема да добијат со димензии преголеми, меѓутоа димензии. Возиво ќе може да се да рекреираат и да спортуваат и учениците, меѓутоа и самото население. Значи спортот се покажа како неминовен. Еве кај нас ако гледаме и велосипедизмот доста развит. Од оваа година очекувам пак да го подигнеме и Алшар. Помина ковидот, ајде, стрестерите Америките, Алшар беше една масовна посетена атракција во Македонија, па и од поширок. Така да мислам дека имаме приоритети кои што треба да се движиме. Да завршиме ли? Како ќе кажеш сега? Да завршиме, бидејќи вниманието се држи толку половина час 40 минути. Благодарам што бевте гости. Јас само за крај, ако дозволите, значи прво сакам да благодарам на поканата во емисијата. Сега имаме убав повод. Сами знаете, во 4 години се дружиме заеднички како медиуми, како луѓе во сите аспекти. Општина Кавач ќе остане отворена општина, транспарентна, отчетна и достапна општина за граѓаните. Како денеска што имавте, сите луѓе ги примивте кај вас. И во соработка со сите чинители. Ние нема да се оградиме од ништо, меѓутоа нема да дозволиме да бидеме и неосновано критикувани. Критиката не треба да биде само празна. Критика треба да биде издржана работа. Нема никогаш да критикуваме, нема да плачеме и да се жалиме, немаме пари, криза е, ковид, економска, електрична, било каква енергетска, не ви говори за парите. За парите. Значи, општина Каваци оваа година има 418 милиона проектирано буџет, кој што јас ево денешен ден, крај на февруари, ви гарантирам дека 100% ќе го исполне буџетот во делот на приходи и расходи. Имаме идеи, имаме план, знаеме како треба да менаџираме не на товар на граѓаните, него на развојна програма. Така да мислам дека еден ден морам да го пофалам претходниот совет.
да не ги забораваме. Да, треба да го пофалиме. Кои што работеа со нас 4 години. Да, така. И трпеа сите критики. Така е, точно тоа. Трпевме заеднички, меѓутоа многу Кога требаше, многу успеавме, многу направивме. Да. Овој совет, оние советници кои што ја подржуваат ова целокупна идеја, јас верувам дека ќе бидат впишани во историјата, а и они кои што не ја подржуваат, еден ден ќе им биде криво зашто тоа не го подржале, пошто мислам дека политизирањето не може да биде пред објективните размислувања и делот на развојот на градот. Без разлика кој во каква позиција и од која политичка партија доаѓа. Она што е добро треба да се подржи. Не треба личниот интерес да се гледа, а поентирањето не е за денеска. Поентирањето се поентира на многу по-долги стази, се поентира на предизборна кампања, не се проектира во делот на тековното работење, така да сакам уште еднаш да укажам на сите чинители, а тоа се нашите политички партии, нашите раководители, да секој си ја работи транспарентно и отчетно работава, на никој не му се мешаме во политиката и уште една ставот на ВМРО ДПМН, Општински комитет Кавадарци и централно ниво и Митко Јанчев како градоначалник на сите граѓани на општина Кавадарци, дека ВМРО ДПМН нема да падне на ниво во делот на неосновани критики, во делот на црна кампања, а најмалку без идејност да кроиме човекови судбини или на некој да го загрозиме она што му следува уставно или она кое што му значи договор за работа во идно време да се трансформира во неопределено време или во било што, секој што е заслужен е добродојден кај нас во општина Кавадарци да функционира. Благодарам. И благодарам за времето. Се гледаме во друга прилика за убави работи. Апсолутно да. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието. Пријатна вечер, мој гостин вечерва беше градоначалникот општина Кавадарци Митко Јанчев.